Се проширува вжештениот политички фронт за случајот Мазут. Жестоки обвинувања денеска упати пратеникот на власта Миле Левков, кој вели дека семејните врски на обвинителката Коларевиќ и судијата Абази ги амнестирале осомничените блиски до ДУИ и СДСМ за случајот вреден 167 милиони евра. Не беа доволни извештаите на ДЗР, не беа доволни докази од МВР, не беше доволно тоа што се труеше народот, но доволно беше за Коларевиќ и Абази некој од врхушките на СДС и ДУИ да им соопшти дека треба да се прекине со обвинителската постапка. Коларевиќ е со семени врски со кадри избирани од СДС. Например, незиниот татко бил избран за државен правобранител во 1998 година, а незината мајка за уставен судија во 2004 година. Додека пак Абази е со познати релации со ДУИ и Али Ахмети, со кој растем во зајас и се комшии. Од друга страна, лидерот на ДУИ Али Ахмети смета дека ова е класичен притисок врз судството и најави дека ќе се жали во амбасадите за случајот со Мазутот, бидејќи ВМРО ДПМН ја играле улогата на обвинители од тему. Zoti Miloshovski ka patur probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me prona, me padrejtësi që janë ushtruar ndaj familjes së Pucko Petrollit. Kjo është në vazhdën e ushtrimit presionit mbi drejtësinë dhe ndikimet që duan. Претходно и пратеникот Антонио Милошовски обвини дека обвинителката Коларевиќ знаела оти во економскиот криминал штетата се утврдува со економско вештачење, а не со изјава од подкупен сведок или вработен во ИСМ, но постапила селективно и им дала повластена позиција на осомничените, со што го деградирала владењето на правото. Инаку основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ја запре постапката за предметот во врска со набавките на Мазут, бидејќи во истрагата, која траеше една година, не било утврдено дека осомничените ги сториле кривичните дела за кои се гонеа. Но додека политиката и правосудството војуваат со соопштенија за тоа каде завршиле 167 милиони евра и дали имало економски криминал, еколошките здруженија и граѓаните реагираат на уште еден пропуст – прашањето за еколошкиот криминал, односно каков Мазут се согоруваше во ТЕЦ Неготино и како тоа ќе влијае врз здравјето на граѓаните. Последните информации од обвинителството дека се уште се бара експерт кој ќе ги протолкува анализите врз Мазутот направени во Србија.